Јас сум Димче Мајковски, иначе сум пензионер. Од своји мали години сум рекреативен риболовец, ловам риби по сите води во Македонија, најпоќе на Охридското езеро. Од пред пола година, можда мајце повеќе, скоро година, сум претседател на Сдруженијето на рекреативни риболовци Свети апостол Петар од Охрид. Сдруженијето го формиравме пред 30 години, затоа што претходно во Сдруженијето заедно со Радован Димитриевски, затоа што претходно во Охрид немаше организирано надпревари во риболов. Првенствена цел беше да го развиеме спортскиот риболов и досега сме, мислам, доста успешни. Ево 30 години обстојуваме, кога подобри резултати, кога послаби, али во спортскиот риболов можам да се пофалам дека минатата година во дисциплината пливка екипата на Свети апостол беше државен првак во лигата, отиде на светско првенство во Словенија, а децата до 15 години У15 беа државни прваци, имав поединечни државен првак. Децата во категорија У20 едното беше четврто, другото беше второ. Крапската екипа лани беше втора, Оломнани имав прво и трето место, така да меѓу другите во тие дисциплини сме доста добри. Имаше период кога од Охрид 3 екипи одеа на светско, од Охрид одеа 3 екипи на светско првенство во крапски риболов, затоа што постигна резултати на домашната лига. Освен спортскиот риболов, дали некој се занимавале со комерцијален или стопански риболов? Комерцијален и стопански риболов за Сдруженијата не е дозволен. Тоа го вршат фирми регистрирани за риболов. Сме конкурирали повеќе пати, со Радован конкуриравме и бевме концесионери одредено време на сливот на Охридско езеро, сливот на река Сатеска, Коселска и така натаму. Бевме концесионери, меѓутоа се јавија одредени проблеми ради нерешени законски одредби со законот, не можевме да извршиме порибување со пастанка, затоа што сите видови риби кои се порибуваат во сливното подрачје мора да бидат автохтони од Охридско езеро. А од последниот закон и предпоследниот е во сите води во Македонија, во природните езера, мора да се порибува со автохтони видови. Од тие причини не можевте да добиеме подладок од пастрнка, па настана проблеми, па пријава од инспектори, така понатаму и тоа се растори. Конкуриравме крајот на 18-та, почетокот на 19-та за концесија за рекреативен риболов на Охридско езеро. За жал, концесионерите за комерцијален риболов пошто има електронско наддавање, наддадоја. Ние можевме да конкурираме со вредност од негде околу 25-26% од висината на дозволата. Тие дојдеа до 100%, им беше битно да се земи рекреативниот риболов во нивна наблежност, што се случи и сега, затоа што рекреативните риболовци, ако земат концесија, имаат право на рибочување. А тие рибочувари ќе имаат право да вршат контрола на концесионерите за комерцијален риболов на минните рибари и сега да не му се мешаме во бизнисот, одат до 100%, добивката од рекреативните дозволи не ми е битно ми е комерцијалниот риболов. И која е моменталната состојба со рибниот фонд на Охридската пастанка во езерото, споредбено со минатите 10 након и 20 години? Најголем проблем е направен кога со стручни објаснувања на одреден, да го кажам, научни стручњак, се дозволи потреба на мрежи за лов на пастранка и се забрани блинкерот. Према податоците од тогаш што ги води Хидробиолошки институтот за сточарство што е под институтот, мислам, Шум, мреселиштето во Струга,
се докажете кад добеше настана голем прелов на пастрмката, поготово на пастрмката, се ловеа годишно регистрирани преку 250 тона пастрнка. Тоа не го издржа езерото и покрај вештачки омрез и сите работи, пастрнката нагло се намали фондот. После, ради помалиот улов, дојде до голема кражба од страна на комерцијалните риболовци, тие што треба да што ја ловеа рибата, не ја пријавуваа кај концесионерот, мислам тој кај што треба да ја предава, настана уште прелов и настана нагло намалување. Моментално состојбата од ова година повторно е пуштен блинкерот за рекреативен риболов, колку што контактирам со сите, од овие 7-8 души, преку 10 ги има што одат редовно, мислам одат еднаш барем месечно. До сега, од пролетоска, од мај до сега не е ловена пастрнка, претежно ловат белвица. Така да пастрнката на македонскиот дел, мислам дека е доведена до критична состојба. За доведување на пастрнката во таква состојба не е само преловот, него има и други фактори. Приметете, прошетавте по каналот, видовте повеќе охридско кајче вакво. Нема. Све се глисери со огромни мотори, со јаки, поготово некај мостот. Кога не главува звук, кој ќе војни под полн газ, пред метропол кога се слуша на пристаниште звукот, може да замислите. Не се сеќавам добро, мислам дека звукот во водата 3 до 5 пати се пренесува побрзо, а кај железото, кај металот до 7 пати. Замислете кога звукот толку се слуша овде, колку се слуша во вода. Со такви мотори, со таква бучава ние избркавме пастрнката. Зошто? Дали може да замислите дека сега во Албанија, према последните податоци од луѓе што контактираат, последните 2-3 години во Албанија се лови просечно негде околу 80 до 90 тона пастрнка. Исклучиво на блинкер, не со мрежи, само за вештачки мрез со мрежи. Што значи пастрнката ние избркавме. Или ја теравме длабоко, затоа што за време на мрез, кога се лови со мрежа за молзење и тие работи, пастрнката се фаќа на одредени места кај што и порано се мрестела. Меѓутоа во плиткото, јас имам одено Горица 2-3 или зад градиште, каде што од одзгоре од стените ги гледавме мрестоите и гледавме пастрнките по 2-3 кила кај што лежат. Сега нема шанса тоа да го видиш. Па е 78-9 година, кога дојдов да живеем во Охрид, во хидробиолошки, кај што е стариот хангар, старата гаража, па тука имаше по крајот мресто од пастрнка. Сега нема шанса да видиш пастрнка. Има друг проблем. Се улешти пастрнката, сега се навали на белвицата. Пастрнката е даничен вид кој е попозната. Меѓутоа на белвицата никој не обрнува внимание. Белвицата е вид на пастрнка која живее во подлабоките води, која поспоро расти и се храни со планктон и живу материја кои живеат подлабоко. Додека е пастрнката охридска и требаат негде околу 7 години да порасне до 1 килограм, да белвицата и требаат околу 12 години. А ако знаеме дека кај пастрнските видови животниот е веќе околу 18 години, тоа значи белвицата во Охридското езеро не расте поголемо од 2 килограми. Белвицата, ако отворите црвената книга на загрозени видови во Европа, ќе видите дека белвицата е загрозен вид. Стручњаците не знаат. Разговаравте со хидробиолошки, немаат средства да извршат испитување со што количината на риба и тие работи, а комерцијалните риболовци објаснуваат дека има сега премногу белвица и од 18, пресметам прирас на белвица од 18 тона дава да се лови 8 тона. Знаете како е толку комерцијално риболов, пред малце ви објаснив. Никогаш не пријавува колку улови.
Стално, ако му дојде инспекторот во тој момент кога би ја предала рибите на пунктот, да. Меѓутоа во друго време не пријавува. Тоа е синдром од порано влезен кај рибарите и тоа не може да се искорени така лесно. Има начини како, меѓутоа со доведување белвицата не може и вештачки да се одбијадува како пастрнката во рибници, не може вештачки да се размножува, пробаш хидробиолошки, успешен беше мрестот, ајде да не погаѓам, негде околу 10, 15, можда 20%. Белвицата не ја вратија после мрестот, затоа што се вади од лабоко и кој ќе се извади во плитко угинува. Не може да се измрести и врати ко пастрнката. Сега ќе престои најверојатно прелов на белвицата, што ќе доведе и до нејзино драстично намалување. Кој ќе биде начинот да се заштити белвицата освен регулација на рибарите? Прво треба законски да се реши, за жал научните установи према мои сознанија се подложни на притисок, да не кажам подметување од концесионерите за комерцијален риболов. Тоа се докажа во изминатите години, кога имавме случај во една риболовна основа, тоа е стручна студија врз основа на која се врши користење на рибниот фонд од доредена вода, кога имаше дозволено белвица да се лови за 6 години, 2 години по 500 килограми, 2 години по 1000 килограми и 2 години по 2000 килограми, доаѓа концесионер за комерцијален риболов, да не ги именувам, се бори, бара, кара со министерот, со хидробиолошки и добива белвицата да се лови годишно 25 тона. Годишно е прирас према пресметката од хидробиолошки, тој е новата риболовна основа за Оптишко езеро е негде околу 18,5 тона годишно на македонска страна. И да не ви објаснувам, тоа е, мислам, доволно објаснето. Имаме проблем со другите видови риби. Тука е најголем проблем корморанот, малиот корморан, не оној големиот, кој е дозволен да се лови и сега ќе треба да се прави акција за негово намалување. Нема риба по крајот, благодарение на корморанот. Да не ви објаснувам и да објаснувам како тоа изгледа, кога јато од 80-100 корморани ќе влезат и во талас ја бркаат рибата на крајот, а на крајот седат галеби и ги клюкат, и овие младите риби и под младокот годинават окавите и све се тоа чисти, и за жал риба по крајот нема. Дали сметат дека бројот на единици пастрмка, што вештачки се мрести, ова година рекува дека е нешто над 600.000, е доволно? 600.000 овде, шум ми се чини 200 до 300.000. Дали е доволно за да се врати некоја равнотежа на присуствие на пастрмката во езерото? Порибувањето со пастрмка има многу работи, мислам дека е долга приказна, не сум толку стручен и поубаво да го објаснат хидробиолошки. Мислам дека треба да се произведуваат малце поголеми единки, оти пробаја бе 2-3 години стари, овие ги произведуваат сега негде од 3 до 5 сантиметри, барем треба 5 до 8 и да се пуштат во подлабоките води. Некако што гледав последното мрестење со министерот кај што се слика пуштат, ќе ви кажам една работа. Јас сум вршил порибување на сатеска и сливното подрачје. Кога разликата на температурата една вода од онеот кај што се турва рибата во таа што се турва е разлика меѓу 5-6 степени, рибата доживува некој шок. Од базенот кај што се 12-15 степени дури се донеси, да се тури на 23 до 25 степени на површина водата, тоа се виде на оние снимките со цревото, мислам дека не е во ред. Да не објаснувам понатаму, има стручњаци не е. Состојбата со рибократците моментално во заборедба, дали е сега полоша од порано, дали е подобро, дали е неправ? Што се днешува рибократството, мислам е доведено до минимум.
Затоа што овие концесионерите што зедеа комерцијален риболов се паметни луѓе, ги знаат рибарите и рибокраците све, го викме да работи за него, му даваат плата, нема да кради, ќе лови ова и сето тоа се поврзува. А сега не е проблем рибократството. Рибократството е намалено, да речеме, од тоа што беше на невде 10 до 20%, можда 10 до 15% од тоа што беше кога немаше концесионер. Проблем е концесионерите за комерцијален риболов и нивната пријавување на уловот.